Корени. За нашето трајно културно наследство. Од дневникот на археологот Никола Христовски. Добре дојдовте во денешното издание на емисијата Корени, во која ве запознаваме со нашето трајно културно наследство. На нашиот репертоар денес е една од најпознатите и најпосетени цркви во градот Битола, нашата Бела убавица. Црквата Света Богородица се наоѓа на десниот брег на реката Драгор, веднаш до училиштето Свети Кирил и Методи. Таа е втората црква по големина во Битола и била изградена во период од една година, односно од 1870 до 1871 година. Црквата се градела истовремено со објектот на основното училиште и двете биле подигнати со голема помош на доктор Константин Мишајков и на Димитрije Робов. Света Богородица е препознатлива по нејзината бела фасада и по куполата во форма на луковица и е црква која забележува огромна посетеност за време на христијанските празници и обреди. Во 19-тиот век христијанското население во градот значително се зголемило. За богослужби тогаш имало две големи цркви. Меѓутоа Света Недела била надвор од градот, а во Свети Димитрија се употребувал исклучиво грчкиот јазик. Заради тоа се јавила потреба и од трета богомола, лоцирана во градот, која би им служела најмногу на оние кои не го милувале многу грчкиот јазик. На тој начин се родила идејата да се откупи погодно градско место и таму да се подигне не само црква, туку и училиште каде би бил во употреба словенскиот јазик. Во близина на Ленски пазар имало голем и стар ан кој се наоѓал токму на местото на денешната црква. Анот бил познат како Пипер ан и истиот располагал со поширок двор во кој некогаш се продавало пипер и масло. Оваа стара градба била на извонредно место во центарот на градот и во близина на чаршијата, така што иницијаторите за изградба на новата црква одлучиле баш таму да се подигне христијанскиот храм. Првичните пресметки покажале дека за откупот и за изградбата би биле потребни не помалку од 800 гроша. Меѓутоа, во тоа време 800 гроша било многу пари. Битолските еснафи полека започнале да ги собираат потребните средства, а како најголеми донатори се јавиле бавчанџиите, фурнаџиите, месарите и берберите. Сепак, црквата Света Богородица и сегашното училиште Кирил и Методи не би постоеле денес без грошевите кои ги донирал лекарот Константин Мишајков. Доктор Константин Мишајков бил роден во леринското село Пателе во 1807 година. Се школувал во Битола и Атина, завршил медицина во Пиза и специализирал во Париз во 1845 година. Кога се вратил во Битола, станал лекар во турската општинска служба, а во 1860 година бил назначен за начелник на санитетот на Битолскиот вилает. Мишајков бил организатор на преродбенската борба за отворање училишта на славјански јазик и писмо и се борел за славјанска богослужба во црквите. Имено, тој заедно со неговиот истомисленик охријанецот Димитар Робев биле главните иницијатори за подигнување на црквата Света Богородица. Замислете, од вкупната сума 800 гроша, Мишајков донирал 400, половина од потребните пари за изградбата. Поради неговите очигледно радикални идеи, Константин Мишајков ја изгубил титулата начелник на санитетот на Битолскиот вилает во 1870 година. Брзо потоа бил и осуден од грчката патриаршија, бидејќи наводно ширил богохулие и омраза меѓу христијаните. Долго време патриаршистите се труделе да ја запрат изградбата на двата објекти преку закани, жестоко попречување за добивање градежна дозвола и други разни форми.
но црквата и училиштето до неа веќе почнале да се градат. Освен Мишајков и битолските естафи, донации пристигнувале и од ситните трговци. Постоеле и такви кои преку доброволна работа учествувале во градењето. На тој начин и покрај притисокот со кој се соочувале, градителите воопшто не престанале со својата работа. Архитектонското решение за црквата, која го доби името Рождество на Пресвета Богородица, го изработил Веле Дарков. Била планирана да биде во форма на цивилна градба. Првите темели ги ископал главниот мајстор-градител Гроздан Мито Пејовски од село Сопотница во присуство на стариот свештеник Јован Ибишо. Во тој исклучително посакуван свечен и редок чин, архимандритот Анани почетокот го поздравил со зборовите «Наша црква, наша слободија». Света Богородица била готова во 1871 година, но била осветена 5 години подоцна. На 25 март 1876 година, од истиот архимандрит Анани, во асистенција на Јован Ибишо и на уште двајца свештеници од Кукуш. Црквата Света Богородица е трикорабна базилика со 3 страна апсида на исток и со 3 тремови на север, запад и југ, над кои има и галерии. Над централниот простор се наоѓа 8-аголен тамбур со повеќе аголна купола во форма на луковица. Црквата е долга околу 30 метри, широка 22, а висината заедно со куполата изнесува 17 метри. Подот, заради познатите османлиски условувања, вкопан е 1 метар в земја, а тремовите на северната и јужната страна биле доградени подоцна. Куполата, заедно со другите елементи, како што се овалните прозорци од типот на окулуси, барокната атика на северниот портал и слични елементи, јасно укажуваат на продорот на необарокните влијанија. Меѓутоа, тие влијанија биле локално модифицирани во традиционален тип на сакрален објект, карактеристичен за 19. век на ова подрачје. Црквата Света Богородица, брзо по нејзиното градење, станала главна црква на бугарската екзархија во градот. Борбата за словенизација на црковната служба веднаш била злоупотребена од екзархистите, кои ја искористиле оваа прилика за спроведување на бугарскиот јазик и култура. Впрочем, на крајот на 19. век, тие биле најголемата и најсилна противтежа на грчката патриаршија. А христијанскиот народ, неук и неспособен да се бори за нешто трето, морал да одбере да оди или во бугарска или во грчка црква. Единствени во тој период кои се бореле за автономна македонска црква во Битола биле унијатите, кои пак поддржани од француските лазаристи го спроведувале католицизмот меѓу христијанското население. Подоцна, на почетокот на 20. век, како борец за автономна православна македонска црква, се јавил внукот на Константин, Диамандија Мишајков. Меѓутоа, неговите идеи тогаш не биле прифатени од битолското население, бил прогласен за србоман и разочаран ја напуштил Битола во 1907 година. На 6 ноември 1913 година Света Богородица била посетена од престолонаследникот Александар Караѓорѓевиќ, председателот на Министерскиот совет Никола Пашик, неколку министри, делегација од општината Белград и други дипломати. На тој ден, празнувајќи ја годишнината од влегувањето на српската војска во градот, отпочна службата на српски јазик. За време на жестоките бомбардирања во Првата светска војна, поточно на 4 август 1917 година, црквата Света Богородица била значително оштетена, а нејзиниот иконостас бил украден. За среќа, неколку години по војната, во 1922 година, таа била обновена. Српскиот јазик, како богослужбен јазик, останал се до влегувањето на новата бугарска управа во градот, додека пак македонскиот јазик прв пат се слушнал во црквата по ослободувањето на Битола во Втората светска војна. Покрај сите мили и немили настани со кои се соочувала,
Света Богородица сепак останала една од најпопуларните и најубави цркви во Битола. Таа исто така е позната и по нејзиниот внатрешен раскош. Главната улога во интериерот ја има прекрасниот иконостас. Првиот иконостас, кој потекнува од првите години по изградбата, бил едноставен и без резба, а сегашниот е комбинација од два, кои биле донесени од црквите во селата Трново и Магарево. Иконостасот е украсен со библиски сцени, со човечки фигури и мотиви од растителниот и животинскиот свет. Исто така се забележуваат и представи на митолошки суштества, како ангели, серафими, лами, феникси и слични. За време на Првата светска војна, иконостасот бил спакуван во 20 дрвени сандаци од страна на бугарските војници и бил одведен надвор од градот. По војната, иконостасот бил пронајден во Велес и бил вратен и повторно монтиран во Битолската црква Света Богородица. Интересно е тоа што фреските во црквата биле изработени во 3 различни века. Најстариот фрескоживопис во црквата потекнува од 19-тиот век, тоест од 1876 година. Второто сликање се случило по обновувањето на храмот по Првата светска војна, а за време на реновирањето на црквата на почетокот на 21-виот век, фрескосликарството беше обновено и нејзината внатрешност беше целосно живописана. Иконите пак, посебно иконостасните, се нашле во Света Богородица како дарови од занаетчи и други поединци. На една, со представа на празникот Цветници, стои потписот на Марија Дзинdzifица, за која се смета дека е некоја роднина, ако не и мајка, на преродбеникот Рајко Жинзифов. Меѓутоа, повеќето икони кои можат да се видат денес, били изработени во 1947 година од русинот Иван Мелников. Тој бил истакнат уметник кој се преселил во Битола како бегалец по Октомвриската револуција во Русија. Црквата Света Богородица во Битола забележала секакви притисоци за време на нејзината изградба, слушала различни, но слични јазици, претрпувала уништувања и грабежи. Но истовремено добивала и дарови, фрески, икони, камбанарија, фонтана. Битолската бела убавица е уште еден символ на бурниот период со кој се соочувало населението во градот. Таа е споменик на желбата и борбата за словенизација на христијанската богослужба. Црквата Света Богородица, со својот сјај и уникатна архитектура, денес стои како една од најубавите и најпосетени градби во Битола.